Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, на темата минимална плата зборувам неколку пати и до оваа говорница, и на комисија, и во пленарна сала. Прв пат зборува во далечната 2015 година. Тогаш, како опозиција, баравме минималната плата да биде 11.000 денари, бидејќи беше 8. И баравме да се изравни, да биде иста минимална плата за сите сектори, бидејќи имаше исклучок во 3, кожарска, обувки и уште една индустрија, затоа што таму беше 6.000 денари. И тогаш зборувавме дека треба да се скрати од панорамското тркало кое што беше проценето на 18 милиони евра и да се префрлат платите во државниот буџет, за да буџетот или државата даде поддршка на фирмите, да ја зголемат минималната плата, да не ги испуштаат работниците, за да се задоволни фирмите, да се задоволни работниците. Денес, после 10-11 години, пак зборуваме за минимална плата, претходно како пратеници на мнозинство или како владеачка партија и коалиција, ја зголемивме и тоа стои во сите документи, може да се провери во сите статистики, дека ја зголемивме за повеќе од дупло. Денес пак зборуваме за минимална плата, таа да биде 600 евра, затоа што тој износ е еден нормален, екзистенционален износ, износ за кој што работниците, граѓаните, како така, барем да можат да го поминат месец. Ама барем тогаш имаше дебата. Имаше тези контра за колку била минималната во регионот, се зборуваше за продуктивноста, се зборуваше за споредбата со минималната синдикална кочничка и така натака. Денес има молк. Молк од пратениците на мнозинството. Зошто? Со очекување дека овие пратеници од опозицијата ќе зборуваат денес, ќе помини, ќе изгласаме, ќе заврши приказната да го затвориме ова прашање. Затоа што очигледно диоптерот на мнозинството е само да се затварат прашањата кои што не носат поени. Ама тоа е политика. Ние, почитувани колеги, сме избраници на народот. И ние денес треба да излеземе и да ги погледнеме во очи граѓаните кои што ни ја дале довербата. И да ги представуваме во собранието, меѓутоа и да ги застапуваме нивните интереси. Зошто молк, ја стварно не можам да разберам. Може да правиме споредби со продуктивноста во другите земји, со продуктивноста кај нас. Може да правиме споредби со минималната плата во соседството во другите земји, со минималната плата кај нас. Може да правиме секакви споредби, Джини индекс да спомнуваме и се. Меѓутоа на крајот треба да заминиме од оваа сала и да ги погледнеме работниците и граѓаните во очи. Еве да не правиме тешки и сложени математики, една проста земете. Еден геврек и еден јогурт дневно, од колегата Снопче, 80 денари. Геврек и јогурт, 80 денари. Ако имате нешто вие да кажете за бурек, може да земите збор. Геврек и јогурт, 80 денари. 4 члено семејство, 320 денари. Доручек, ручек, вечера, 960 денари дневно. Месечно, 28 и 800, а минимална плата 24.000 денари. Абе само да јадат геврек и јогурт 3 пати на ден, 4.500 денари им фалат во семејниот буџет за да го поминат месец. Па каде е струја, каде е вода, каде се комунали, каде е облека, каде е транспорт и така натака, се тоа треба да го зборуваме денес. Затоа што кога ќе излеземе, пак повторувам од овде, треба да кажеме, да ги погледнеме во очи и да им кажеме преживеете вие со овие пари. Јас го слушам оправданието, го поставав и како пратеничко прашање, да се договориле фирмите и работниците. Работодавачите и работниците. Го кажав тој на пленарна, тоа да се договорат волкот и јагнето што ќе вечерат. Дали работниците, дали работодавците биле спремни
да исплата таква плата или повисока плата. Дека наводно не биле средни. Па видете го овој буџет што го изгласавте за 2026 година. 4,2 милиарди евра планирате дека фирмите ќе остварат добивка, профит. 4,2 милиарди евра. Па добро, овој колеги, од тие 4,2 не може да има за зголемување на платите на работниците? Кажете не може, излезете на говорници, кажете не може. Не излегувајте на говорница, ајде вака да се договорим. Дајте да изгласаме да помине овој закон, овој предлог закон во прво читање. И да свикаме јавна расправа овде на оваа комисија. Па да ги повикаме сите, бидејќи да се договореле сами работодавците и работниците, ви кажа што значи во превод, волкот и јагнето да се договорат, ајде ние да ги седниме овде како пратеници во оваа комисија. Да изгласаме да оди во второ читање, да закажеме јавна расправа, па да ги викнеме и синдикатите, и работодавците, и представниците на владата, па и ние да ги слушнеме нивните мислења, па да ги судриме сите аргументи и да донесеме нешто што е добро за сите граѓани. Овде не правиме никаква поделба, ниту политичка, ниту било каква етничка или не знам каква друга, затоа што оваа плата е за сите граѓани. 4 милиарди евра гласате буџет, 4,2 милиарди евра буџет кај што планирате дека фирмите ќе остварат профит, а нема за работниците, ниту за јеврек и јогурт дневно, за да имаат по 3 оброци, за да пополнат она што значи приход во семејството. Почитувани колеги, овде станува збор за минимална плата на луѓе кои се социјално загрозени. И најчесто, во најголем дел, немаат друг приход. Ниту од закуп, ниту од дивиденди, ниту од авторски дела. Тоа им е единствениот приход за да го поминат месецот. Јас најколегијално, најдругарски ве замолувам да го прифатите ова барање. Нека помини во прво читање, да закажеме јавна расправа и нека биде на социјалниот диалог овде каде што се носат одлуките, каде што се носат законите, а со овој закон да донесеме сите заедно минималната плата да биде 600 евра. Благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувани.